Трета недела по стартот на преговорите нема договор за откуп на Кембридж учебници за основците за следната учебна година. Министерството за образование инсистира на доказ за авторски права од Кембридж, а двете доминантни издавачки куќи кои ги продаваат учебниците велат права имаат и тоа еднаш го докажале. Ние тоа токму го бараме, дека она кое што го откупуваме е во согласност со Кембридж. Сите овие учебници на 5 јазици се одобрени од таа институција. За учебниците што државниот буџет го чинат и по 5 милиони евра годишно, 360 степени дојде до нови сознанија. Прилагодените странски учебници имале амин од Кембридж, но само до 2017 година. Во последните 3 години, домашните Кембридж учебници немаат одобрение од странство. Заврши уште една учебна година, но училиштето и понатаму е во мислите на многу родители и деца, поради прашањето дали од есен ќе се учи онлайн или со физичко присуство. Но има уште едно важно прашање. Ќе имаат ли учениците учебници и работни тетрадки за да учат од нив? По закон, за секој предмет е одобрен само по еден учебник, кој државата преку преговори го купува од издавачот. Најголем дел од учебниците, одобрени во 2014 и 2015 година, се на издавачките куќи Арсламина и Арберија Дизајн. Министерството оваа година им побара доказ дека учебниците им се одобрени од Кембридж, а тие тврдат дека иако ги имаат, МОН нема основа да им ги бара тие документи. Па дали учебниците по кои учат децата во основното образование имаат одобрение од Кембридж или не? Особено што во 2018 година со закон беа направени измени до 30% во поединечни учебници. Од надлежниот владин ресор образование побаравме увид во сите Кембридж учебници, за да споредиме какви биле кога првпат добиле одобрение за употреба, а какви се денес. Прво ни падна во очи дека знакот на Cambridge Examinations, кој треба да покаже дека учебникот е одобрен од оваа институција, се разликува од еден до друг учебник. Некаде стои дека учебникот е одобрен од Cambridge Examinations, а некаде се посочува дека одобрението важи само за англискиот текст на учебникот, а институтот Кембридж се дистанцира од преводот. Во новите учебници пак, печатени по измените во содржините во 2018 година, амблемот на Кембридж веќе не постои. Зошто го снема логото на Кембридж од Кембридж учебниците? Министерството за образование и наука не располага со докази за бараните информации за тоа кои учебници имаат добиено одобрение од Меѓународниот центар за наставни програми на Кембридж, ниту за тоа кои учебници кои во моментов се користат во основното образование имаат одобрение од Меѓународниот центар за наставни програми на Кембридж, а во кои имало одредени измени во содржините. Ставот на Министерството кореспондира со одлуката на овој владин ресор при годинешнава набавка на учебници да ги побараат авторските права и формулата за формирање на цена на учебник од издавачките куќи. Во моментот на преговарање за цена е значено да се знае и тој параметар во формирањето на цената, за да никој не изгуби во тој процес и секако за да се заштитат јавните пари. Поради новите услови, двете најголеми издавачки куќи ги напуштија преговорите и тврдат дека не е вистина дека МОН нема никаков доказ за одобрение на учебниците од Кембридж. Ова тврдење е невистинито. Представници на Министерството за образование и наука беа во постојан контакт со Меѓународниот центар на Кембридж и детално се запознаени со процесот на одобрување од нивна страна. Дарко Фидановски од Арсламина вели дека одобрението од Кембридж никогаш и не било законска обврска, но дека тие само иницијативно го обезбедиле. Откако ги побаравме документите, добивме покана за увид во седиштето на Арсламина, но без камера, со образложение дека станува збор за деловна тајна. Ни беа предочени документи за кои Фидановски вели дека се договори за откуп на авторските права од странските издавачи и фактури за одобрување од институтот Кембридж. Зошто тогаш учебниците по 2018 година не го носат знакот на Кембридж? Фидановски одговара. Се што е направено во 2018 година, вклучувајќи ги измените, е побарање на Министерството за образование и наука, а после спроведената анкета помеѓу наставниците. Се работи за сосема друга постапка спроведена според промените во Законот за учебници, која завршува со решение за продолжување на одобрувањето на учебникот. Самиот наслов ви кажува дека се работи за истиот учебник во кој се вметнати бараните измени, а со самото тоа не е потребно никакво повторно реодобрување или слично.
Ниту такво нешто е предвидено со постапката опишана во Законот за учебници, ниту пак од нас беше дополнително побарано од страна на педагошката служба. Сличен став имаат и од Арберија Дизајн, од која иако побаравме, не добивме документација за авторски права и одобрување од Институтот Кембридж. Се што е побарано од нас како издавач на сите отворени повици во кои имаме учествувано, Арберија Дизајн ги има доставено навремено и уредно сите потребни документи и не би сакале да веруваме дека, како што тврдите вие, МОН, која е една мощна сериозна институција, не ги поседува истите. Процедурите за одобрување се во целост запазени и извршени навремено, иако не е законска обврска. Издавачот може по своја волја да одлучи дали сака да го користи логото за одобрување или не, но тоа не е обврзувачко со ниту еден акт. Нашата преписка со Институтот Кембридж пак траеше 10 дена. Од одговорите јасни се две работи, дека учебниците првично имале одобрение од нив, но само до измените во 2018 година. Меѓународниот центар за наставни програми на Кембридж ги одобри книгите откако потврди дека преводите се точни на оригиналните меѓународни учебници со потребните адаптации за изменетата наставна програма на Кембридж донесена во Северна Македонија. Арберија и Арсламина може да го користат логото на одобрување за верзиите на книгите прегледани од Кембридж и изданијата што подоцна беа печатени, вклучувајќи и исправки на помали типографски грешки, но не можат да го користат логото за одобрување ако текстот на оригиналот значително се промени. Меѓународниот центар за наставни програми на Кембридж ги нема прегледувано овие учебници од 2017 година и не може да коментира за изданијата од 2018. Ако учебниците на Арсламина и Арберија Дизајн повеќе немаат амин од Кембридж, дали треба да ги имаат ексклузивните права кои им донесоа 30 милиони евра приходи во изминатите години? Во Законот за учебници нема експлицитно барање за коригираните книги да имаат ново одобрение од Кембридж. Според професор Ристо Малчевски, кој беше председател на првата рецензенска комисија за оценување на Кембридж учебници, просторот за манипулација е во членот кој дозволува да се продолжи одобрението за употреба на учебниците, ако измените се помали од 30%. Во старите учебници паѓаше во очи во 8-9 одделение, кој што јас не ги гледав тогаш, меѓутоа покасно ги видов, дека немате ни еден доказ на Питагорова теорема, немате ни една формула изведена, немате формула за триаголни, Херонова формула од геометрија, немате ништо од алгебра, ни еден доказ за разлика на квадрати, тоа е а квадрат минус б квадрат, да не ја замараме премногу јавноста. Во новите има дел од тоа. Знаете што е? Ако вие ставите само еден доказ на една теорема во една тема, а претходно имало 0 докази, тоа не ви е 30%, тоа е 130% промена. Говорам од образовен, од научен аспект. Така да глупостите што ги тврдат определени стручњаци, под наводници, дека само 30% смените, па затоа нема потреба од конкурс, тоа е за нив. И за нивното оправдување пред граѓаните и продолжување на манипулациите. Малчевски од денешна перспектива смета дека целата реформа е воведена противзаконски. Проблем првично гледа во носењето на наставните програми без распишување на јавен оглас, но и објавувањето на јавните конкурси, во кои се бараа исклучиво учебници адаптирани од странство. Иако во тогашниот закон стоеше дека на конкурсот на тендер може да учествуваат и странски издавачи, адаптирани книги од странски издавачи. Ние имавме, надвор од пропишаните законски норми, исклучиво јавен повик само за адаптирани. Знаете што е? Јас сум математичар, не сум правник, меѓутоа ни еден правник не може да ми каже дека зборчето може дава ексклузивно право на странските издавачи. Тоа само му дозволува на странските издавачи, односно на нивните застапници да учествуваат на конкурс. Зошто беа елиминирани македонските издавачи? Првиот конкурс за кој говори Малчевски е распишан во 2014 година и со него се бараат домашни или странски издавачи да достават адаптирани учебници од странство. Директно во конкурсот нема услов учебниците што ќе бидат одобрени од МОН да имаат одобрение и од Институтот Кембридж. Таа обврска се додава во конкурсите во 2015 и 2016 година за учебници за повисоките одделенија. На јавните повици учествуваат повеќе издавачки куќи, а избрани се само учебниците на Арсламина и Арберија Дизајн. Она што паѓа во очи од документацијата што ја обезбедивме од МОН е што издавачите доставиле различна документација.
Например, издавачката куќа Просветно дело, чии оригинални изданија на учебниците веќе биле одобрени од Меѓународниот центар Кембридж, доставиле и одобрение за откуп на авторските права од странските издавачки куќи. Исте и случајот и кај Арберија Дизајн, додека за Арсламина не е наведена ваква документација, туку пишува дека издавачот доставил писмо непотпишано и незаведено, во кое, како што посочуваат од МОН, издавачот ја опишува содржината на учебникот и лицата што ја направиле адаптацијата. Кога се обративме до Просветно дело, тие тогаш првпат дознаа што имале или немале нивните конкуренти. Откако добивме решенија за неодобрување на учебниците, ние го искористивме правото да направиме увид дозволен од надлежниот орган. На увидот не ни беше споделена информацијата дека останатите подносители немале целосна документација. Доколку сме ја имале оваа информација, ние ќе ја вклучевме како аргумент во нашата жалба. Од Арсламина пак посочуваат дека во ниту еден јавен повик не се барало документација за авторски права, иако велат дека и тогаш ја поседувале. Се што е предвидено со законот и со јавните конкурси е доставено. Се што било и дополнително побарано од нас е доставено. Постапката според законот за учебници предвидува доставување на преведени и адаптирани учебници за одобрување, а не како што велите договори за откуп на правата и не знаеме за какво писмо непотпишано и незаведено станува збор. Откога ви беше презентиран јавниот повик објавен од педагошката служба, сами можевте да се уверите дека не постои барање за поднесување некакви договори. Сите пристигнати учебници ги разгледувала рецензенската комисија. Учебниците на Арсламина на првиот повик добиле највисока оценка 5, додека на Просветно дело добиле оценка 2. Слични се разликите во оценките и за другите учебници. Малчески вели дека книгите на Арсламина биле избрани бидејќи целосно соодветствувале на наставната програма, што според него фрла дополнителен сомнеж. Книгите кои што се донесоа во Македонија за прв пат на англиски јазик беа издадени во 2013 година, есента или 2014. И 100% соодветствува на програмите. Долги години пишувам учебници. Одговорно утврдам дека не постои автор кој што може 100% да направи такво покритие на програми, колку и да е добар. Во даденава ситуација сметам дека е направено нешто друго. Некој напишал книги, а потоа тие книги се вречени програми. И затоа програмите беа толку просечни, да не кажам подпросечни, дека тоа немаше никаква врска со некакво елитно образование. Мислите дека беше тоа трка на која што однапред се знаеше победникот? Па би рекол да. А победникот фактички беа луѓето во Министерството за образование и во Бирото за развој на образование. Сите други беа спорадични играчи. Малчески тврди дека и тогаш алармирал за овие сомнежи и се повлекол од целиот процес, кој смета дека сега треба да биде предмет на интерес и на обвинителството. Додека се чека новиот закон за учебници, за сега барем официјално фокусот од МОН е ставен на годинешниот откуп на учебниците од Арсламина и Арберија Дизајн, за кој Министерството очекува да се најде компромис, за во новата учебна година децата да имаат од што да учат, макар биле тоа и Кембридж учебници на стара слава.